партија и организации, зашто по се изгледа тоа ќе биде единствен лек за да го одржиме нашиот спорт на ова ниво на кое што е сега, па дури и да го подигнеме, зашто сите чекаат некако средства од Министерството за образование и физичка култура, но средствата се толку, па треба нормално спортските работници и сами да се снаоѓаат и да возможат да продолжат спортските активности и да не замрат. И ова ќе биде, да видиме, ја завршува акцијата, прв бод за Горан Трајков, младиот Трајков поведува со 1:0. Делегат на надпреварот е Ванчо Монев од Радовиш. Инаку и тој е познат боречки судија. Немаме контрола на времето и не знаеме кој тек од борбата е, но не е толку битно. Важно да споменам за оние што може би прв пат се среќаваат во овој спорт, дека една борба трае 5 минути. Доколку заврши без победник, а нема поени, биде 0:0, тогаш следи обострана дисквалификација на борачите. Доколку е нерешено, односно технички бодови, например 1:1 или 2:2, во тој случај следи продолжение од 3 минути. Ако и тогаш нема победник, судиското жири го одредува победникот во мечот. Тренерот на борачот од Кочани, Владко Ангелов, инаку поранешен репрезентативец на Македонија, обстанува, тоа не го забележувате, му дава знак на својот борач како да се бори, како да се излече од оваа акција. Навистина се наоѓа во незавидна положба Зоран Митев. Во меѓувреме уште 2 бода за Трајков и негово водство 3:0. Се жали на повреда на коленото младиот штипски борач, да веруваме дека не е ништо посериозно и дека ќе може да ја заврши борбата. Се наоѓа на прагот на освојување на првиот бод за својата екипа. Јавна опомена прва за борачот во Синдрес, за Трајков, поради пасивна борба. Има водство и нормално е што тактизира. Инаку Спартак, Евросвет и Балканец се нашите најдобри екипи со најмногу трофеи. И двете учествуваа во купот на европските шампиони, кога се одржуваа надпревари во овој куп. Во 1973 година Балканец беше втор во финалето на купот што се одржа во Штип, а 3 години Спартак беше втор во финалето на купот што се одржа овде во оваа иста сала во Кочани. Тактичка борба во завршницата, неа ја диктира Трајков. Нема причини да брза, а Митев вложува напори во завршницата да стори нешто повеќе, да освои барем еден бод во дуелот со фаворизираниот противник. Не успева во тоа, еве бот освојува Трајков, изголемува на 4:0. Повторно прекин на борбата, немаше излез од оваа акција и двајцата борачи сега на стартната позиција.
центарот на Душекот. Трајков ја продолжува својата супериорност и во завршницата. Видовте, ефектно го завршува мечот, победува на поени со 4:0 и го освојува првиот бод за борачите на Балканец. Запомнете го овој млад борач, уште еднаш неговото полно име и презиме Горан Трајков, тој е голема перспектива на македонското борење.